Ќе успеат ли граѓаните да искористат својата колективна моќ или ќе успеат трговците да најдат начин како да го неутрализираат притисокот, што ќе се случува денеска по примерот на Хрватска во Македонија, најавен бојкот на супермаркетите, на продавниците. Сега, овој пример го следат и другите балкански земји. Направивме и анкета што велат граѓаните пред денешниот ден, за тоа како ќе се одвива денешниот ден, нешто подоцна и во живо, но ајде што велат, дали денеска нема да одат и да пазарат во супермаркетите. Денеска граѓаните во неколку балкански држави, меѓу кои нашата, обединето настапуваат против високите цени во супермаркетите. На социјалните мрежи, групи од оваа иницијатива апелираат до граѓаните да не пазаруваат денеска, бидејќи, како што велат, сакаат да испратат јасна порака за драстично поскапување од страна на продавачите. Граѓаните кои ги анкетираше македонската телевизија велат дека ја поддржуваат иницијативата за бојкот на маркетите. Да, ќе ги бојкотираат. Зошто треба да се бојкотираат? Зошто? Зошто? Затоа што самоволно сите си одредуваат своји цени. Во сите маркети не се исти цените. Кај да поедеш, секаде се различни. И секој дневно по нешто покачуваат. Денар, 2, 5, 10. Да, ќе ги има, затоа што све е скапо, многу скапо. Секој ден цените рипат, Боже ми ги намалуваат, они све зголемени. Ќе мислите ли? 200%. Јас сум за цела недела, не за 2 дена. Да, нема да пазарем. Нема злато за да ги намалат цените. Како Хрватска и Црна Гора успееле, зашто ние македонци да не успееме? Не купувам утре ништо. Да. Зошто треба? Па зашто големи високи цени има многу. Не се искача на крај. Да, 100%. Голем дел од нив се скептични дека за само еден ден нема да се постигне посакуваниот ефект, но доволно е да се испрати пораката до трговците, кои, како што велат, се збогатуваат и ги осиромашуваат граѓаните на кои им ги празнат џебовите. Нема да вроди многу. Не сум оптимиста за тоа дека ќе вроди многу. Меѓутоа, тоа треба почесто да се собираме ние као луѓе, народ, кои сме оштетени, за да може да има некој бенефит од тоа. Па не знам, не верувам. Мора да има. И то 100% мора да има. Ако нешто џаве ќе бојкотираме. Ама знаеш како да направиме? Оваа недела овој да го бојкотираме. Другата недела тој. Третата недела тој, четвртата тој. Тогаш ќе осет, иначе вака не осеќаат ништо. Ајде да видиме како кај нив успеале, зашто и ние да не успеаме. Па мислам дека ќе има. Мислам дека нема да има резултати. Ама ете луѓето така, ајде да пробаме. Можда па ќе има, ќе видиме. Првиот човек на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов, повика граѓаните да се воздржат од купување и создавање залихи од храна и да го поддржат бојкотот. Доколку граѓаните се воздржат и во текот на денешниот ден да не прават набавки како да ќе нема утре, и доколку и во сабота, имајќи во предвид дека и недела е неработен ден, не купуваат двојно или тројно повеќе од тоа што го правеле во редовните денови, верувајте дека ефектот ќе биде навистина голем. Власта и опозицијата го поддржуваат бојкотот, а поддршка има и од занаетчиската комора, која ги повика граѓаните да направат поправеден избор и да пазарат кај малите занаетчи, како и од Организацијата на потрошувачите на Македонија. Иницијативата за бојкот на супермаркетите беше објавена на социјалните мрежи, по примерот на Хрватска, каде супермаркетите останаа празни, а трговците беа принудени да ги намалат цените. Овој пример го следеа и Црна Гора, Босна и Херцеговина, а граѓаните на Словенија веќе го започнаа бојкотот на одредени трговски центри и супермаркети, кој ќе трае до 2 февруари. Македонските граѓани се повикани на бојкот поради високите цени на храната во однос на стандардот што го има. Тоа е слеана реакција на случувањата во регионот. Хрватите, србите, црногорците и босанците ги бојкотираа и ќе ги бојкотираат големите маркети, рестораните, кафулињата, бензинските пумпи. Дали граѓаните на Македонија се подготвени и дали овој бојкот кај нас ќе даде резултат? 7 најголеми синџири маркети во Македонија
минатата година оствариле нето профит од 35 милиони евра. Гостин во емисијата Македонија наутро е представникот на Сојузот на стопански комори, подпредседател Горан Георгиевски. Велиме добро утро. Добро утро. Добар ден. Добро утро. Која е целта на бојкотот? Па видете вака, демократско право е, нели, секој граѓанин да се одлучи дали ќе купува или нема да купува. И сосема се легитимни тие работи кои што ги купувачите одлучиле да ги направат во однос на маркетите, меѓутоа суштината е тука, есенцијата, дали тоа суштински ќе го реши проблемот. Затоа што ако вие денес не пазарите, нели, ќе мора утре да пазарите, секој со своето семејство или задутре, тоа се основни прехранбени и други останати производи. Така да, јас мислам дека суштинскиот проблем е на друга страна, не е баш ова решение, но ќе видиме нели како ќе се одвиваат работите. Против кого и против што е насочен бојкот? Гледаме дека таргет се големите трговски ланци. Тука е веќе донесен законот за нефер трговски практики, практично кој што ние од Сојуз на стопански комори, а и другите комори притискаме тој да се аплицира и да се имплементира и да почне да функционира во полна сила. Таму има можности да државата како регулатор види колку профитни маржи има, како тоа функционира во системот производител, земјоделец, добавувач и конечно голем трговски маркет и потрошувач, и врз основа на тоа да утврди дали реално е таква ситуацијата или пак се некои сосема други работи во прашање. Добро, зошто дистинкција? Зошто големите маркети, зошто не малите, помалите маркети, зошто не продавничките, скопските мала, зошто? Тоа е исто така интересен моментум, нели, кога вие ќе таргетирате, треба широко да гледате во право сте сите трговски марки. Овдека дали поради препознатливоста, дали некако поради се вели дека големите брендови... маркети кај нас ја креираат политиката на цените и затоа се тие таргет. Дел има вистина во тоа, поради нели силната квантумот на приходи кои што го имаат и поради нивната силна преговарачка моќ. Силната преговарачка моќ која што ја имаат кон добавувачите. Поради тоа, нели, во таа насока мислам дека се размислува за тоа, затоа што таа силна преговарачка моќ им овозможува некои други позиции. Помалите немаат толку силна преговарачка моќ и не може да влијаат во таа насока да остваруваат поголеми профити во наводници. Сега едно од клучните прашања, дали ова ќе даде резултати на краток рок? Ќе можеме да видиме што сме направиле денеска? Видете, ние, значи, од комората сметаме дека ова нема да даде, ова не е решение и нема да даде резултати. Значи, повторно потребно е системски да се приде на целата работа, да се обмисли добро како да се дојде и повторно да се седне да се разговара. На крај на денот, повторно во една дискусија, во еден разумен и логичен, рационален разговор, ќе треба да се дојде до некои решенија. И некој, јас веднаш ќе кажам, нели, коментираме тука некои бројки. Бројките во смисла на тоа да оствариле сите трговски ланци заедно профит 70 милиони евра. Сега една паралела, они вработуваат 20.000 вработени. А дали знаете една друга институција на банка дека со 400 вработени остварува толку профит? Сакаме да кажеме дека не се така работите навидум како што изгледаат. Реално, врз основа на финансиските извештаи кои што ги представуваат и кои што се официјални од трговските ланци, излегува они дека имаат профитна маржа некаде средна вредност околу 3%. Сума сумарум, што не е некоја извонредна голема вредност на профити и остварување на големи, нели, заработки. Да видиме прво едно линковско вклучување од Прилеп. Колешката Елизавета Митреска е подготвена. Денеска граѓаните ги бојкотираат маркетите, нема да купуваат како знак на револт поради високите цени во споредба со стандардот што го имаме. Бети, добро утро, каква е состојбата во Прилеп? Добро утро, повтор пат од изутринава сме на терен и забележавме нема раздвиженост околу маркетите. Ке видиме што ќе покаже денот. Во секој случај прилепчани и до сега што ги прашавме и цело време кога ги анкетиравме, го поддржуваат овој бојкот, да не се пазари денеска во маркетите, а исто така имаше и повик преку социјалните мрежи и да не се оди на кафе во рестораните и кафулињата. Во секој случај,
Од Сабајле не е раздвижена ситуацијата, сигурно ке во текот на денот ќе се знае поподробно, а според анкетата што ја направивме со граѓаните, недвосмислено е тоа дека сакаат со ова да укажат, да го кренат гласот, дека цените, како што велат, дивеат и мора некако да се застане на патот. Ова е само некоја иницијална каписла во секој случај. А од друга страна ги прашавме и трговците и угостителите. Трговците го допираат прашањето околу законот за нефер трговски практики и сакаат да се сврти, да се испита ситуацијата како е во тој синџир од производител, добавувач, па кога ќе стасаат производите, трговците и секако кога ќе ги купуваат производителите. А угостителите велат дека волја е тоа на граѓаните, го разбираат, го знаат тоа и секако посочуваат и тие какви проблеми имаат. Во секој случај да погледнеме и од анкетата и она што го направивме како изјави од трговците и угостителите. Петок сега дека и последен ден од месецов и народот и онака нема пари, секако нема да оди продавници. Покасно зема секој плата, ама би требало една таква акција да се преземи против маркетите, пошто стварно се високи цените. Многу се високи цените, со ваков стандард не може да се пазари. Вие в петок ќе пазарите? Нема да пазарам. А ќе одите на кафе? Не знам. Да пазарам нема сигурно. Па добро е тоа да има бойкот. Вие ќе пазарите в петок? Не. В петок нема да пазарам затоа што ќе има бойкот. Што мислите со овој бойкот, ефикасен или? Па ќе видиме, не се знае. Би требал. Скапо е? Да. Да, се сложувам, зашто една ден ќе издржиме. Тоа е. Вие ќе пазарите в петок? Не. Нема да пазарам, лепо освен ако купиме. Аме денеска ќе купам до петок, ќе имаме. Ние од големо продажните ги добиваме нон-стоп по повисока маржа. Набавните цени се секогаш повисоки од нашата мало продажна, а во секој случај треба муштерите тоа да го внимаваат, да гледаат. Значи ние не можеме да ставаме маржа колку што мислат дека е 30 или 50 и сега ако не пазариме ден, два, три бойкотираме па после на 50%. Тоа е невозможно бидејќи ние ги добиваме цените секогаш на повисока маржа. И си заработуваме нормално дека сите ние водиме конкуренција од маркет до маркет кој подобра цена има, а не ние да ставаме заработка дека 30 или 50%. Според вас каде Според е мене тоа не е во ред, али во секој случај сепак муштерите има во право. Последните 3-4 месеци нема никаква промена во угостителството и ние не би требало да сме на удар на таа волја на граѓаните што е било како и да е, ние го почитуваме ставот на граѓанството, како што е, така нека биди. Нема да осетиме ништо, мада овој период е многу тежок за работа, како што ќе биди така, волја на граѓаните, ние ќе го испочитуваме сета нивна волја што е. Овој период околу 8:30 часот наутро ние сме пред еден од поголемите маркети во Прилеп и забележавме од изутринава речиси и нема некоја раздвиженост. Па ќе видиме што ќе донесе денот. Студио. Благодариме Вети за јавувањето од Прилеп. Продолжуваме понатаму. Дали македонската јавност влезе подготвена или само ја превзема некако реакцијата од Хрватска, која што имаше сериозна анализа на однесувањето на маркетите подолги години наназад. Сега пред да стапи во бојкот, сега колку ние бевме подготвени за денешниот ден? Што велите вие? Па вака, според нас, нели, сосема различна ситуацијата во Хрватска во паралела во компарација со македонската ситуација, затоа што во Хрватска имаше и промена куната со евро, они се доста сериозно по-силна економска држава него Македонија и ние тамошните услови кои што се не можеме да ги споредиме со нашите услови. Значи, добро ви е прашањето, сметаме дека требаше да се направи некоја соодветна економска анализа, повторно да речам да се види каков простор има, дали е реално ова сега што се случува, а не некако во регионот се случува некоја ваква ситуација, ајде веднаш да превземеме и тоа за ден-два,
правејќи паралели со тие ситуации кои што се регионално, а не е тоа така, бидејќи секоја држава е различна сама по себе, дали по економската моќ, по економското производство, по земјоделското производство, дали просто вистина простор толку по таа профитабилност, значи давачките и така по давачките, по царините, по влезните инпути, значи треба сериозно да се испита за да се влезе во една ваква ситуација. Сметаме дека е избрзано. Да, ги споменавте земјоделските производи, Македонија сака да се пофали дека е земјоделска земја, меѓутоа ниту з од земјоделството кај нас не е останато. Каква е разликата на, за жал и тоа ќе го почувствуваме во периодот што следува, каква е разликата на цените кај земјоделските производи? Еве со ова прашање ја поттикнавте суштината, есенцијата на можеби најголемиот проблем поради кој што се случуваат овие работи, односно поради кој што имаме зголемени цени нели во маркетите, особено на земјоделските производи. Порано Македонија беше земјоделска земја каде што се произведува краставици, пиперки, патлиџан, нели да не ги цитирам сите останати други земјоделски производи и овошја. Сега се случи да последнава година имате еден фрапантен факт, една фрапантна информација. 80% од земјоделските производи, од храната, значи, и од суровините за производство на храна се увезуваат, само 20% ги произведуваме тука во нашата држава. Тоа е катастрофален факт. Тоа директно имплицира да, ова што го велам, ние немаме понуда доволна на влезната страна, понуда на земјоделски производи. Значи, ако имате поголема понуда, има поголема конкурентност и цената паѓа. Значи, се увезуваме. Ако го увезуваме, нели вие имате влезен увоз, влезна фактура, цената е таа, берзанската цена е таа и нормално тие што го купуваат финално и добавувачите и трговците ќе биде трошоците влезни заедно со тој производ, финално дефинирана цена и таму нема што да се намалува. Единствено тие што го продаваат може да го има производов или да го нема производот. Така да ме разбирате, значи есенцијата, суштината е понудата која што треба да има и соодветно тука значи треба креирање економски стратегии, системско размислување во насока на зголемување на домашното производство на земјоделски производи, а и на храна. Само така може да се влијае да се намалат цените и да се контролираат на тој начин цените во смисла на намалување. Добро, што сметате дека се очекува од маркетите? Да ги намалат цените, да имаат поголема понуда на намалени цени, на попусти или статус кво едноставно што се очекува сега? Која да биде реакција? Со ова случување практично се врши притисок. Јас верувам дека во една меѓусебна комуникација ќе се изнајде некој минимум до каде што можат да одат со цените. Меѓутоа, под тоа нема да може никој маркет или правен субјект да ви оди. Затоа што не може да си дозволи он да пропадне, нели, за да евентуално може следното случување да биде да некој производи едноставно ги нема и на пазарот, за кој што се смета дека се повисоки цените. Тука треба да истакнеме дека ние сме либерален капитализам, дека сме пазарна економија, тоа значи дека понудата и побарувачката ја одредува цената. И финално тоа е најдобриот регулатор за одредување цена. Не само што ние се движиме во такво општество, сме такво општество, него мора да го мајндсетот малку да го промениме, дека некој некаде може постојано нешто да спушта, да намалува некоја цена, дека не знам какви алатки има. Пазарот и берзата се тие кои што ја одредуваат цената. Тоа мора веќе да биде сменето како мајндсет. Ќе направиме пресек уште еден. Повторно во живо. Ќе одиме во Битола. Во Битола количката Александра Максимовска не очекува, ќе покаже ли резултати бојкотот на маркетите. Александра? Повикот на граѓаните да не купуваат денес кој што се прошири на социјалните мрежи, силно е разбрано во јавноста, но и граѓаните покажаа огромен интерес. Тоа е резултат на превисоките цени кои што постојано се покачуваат во последниот период. Организаторите на овој бојкот повикуваат граѓаните да се воздржат од купување денес особено во поголемите ланци на супермаркети. Граѓаните уште од вчера започнаа да се подготвуваат за бојкотот. Тие дел од нив во текот на вчерашниот ден испазарија за она што ќе им биде потребно за денес. Велат пазарењето, купувањето на основните прехранбени продукти не може да се заобиколи или да се изостави. Тоа мора да го правиме постојано затоа што е неопходно за нашиот живот. Меѓутоа велат дека денес ќе се воздржат од купување.
Велат дека цените не само што се превисоки за македонскиот народ, туку и се во постојан пораст. Бараат дека тие велат дека мора да се стабилизираат цените на барем на основните прехрамбени продукти за да можат граѓаните да преживеат. Ние во текот на вчерашниот ден направивме една анкета во која што речиси сите анкетирани граѓани одговорија дека ќе го поддржат овој бојкот и дека денес ќе се воздржат од купување. Па предлагам да ја погледнеме анкетата од вчера. Дали ќе го поддржите бојкотот и зошто? Сигурно, па скапи цените, си играат со нас како што сакат и тоа е. Како може секој ден цените ги крева. Секој ден. Не е возможно. Тешко. Ќе видиме. Ќе пазарите или не? Не, ќе ми. И тоа. Зошто нема да пазарите? Вете ќе омети да биде поевтино намала, да се сетат тие малце дека не е убава работа. Секој ден велиме поевтино, се поскапо. И се може ќе свестат малце, ќе чекај малце ние да бидиме за луѓето. Нема да пазариме. Денес ги ти пазарувам, утре. Зошто? Цените се превисоки и тоа. Што да правиме? Треба да се намалат. И ако сме сложни, сите ќе се намала. Ако не вака, посебно сами кои што сне, ништо не прави. Што мислите утре? Луѓето ќе пазарат или нема да пазарат? Мислам дека 80% ќе нема да пазара. Нема да пазариме, ама што, пазаривме денес. Утре нема да пазариме, ќе бојкотираме. Што мислите за цените? Молам? Што мислите за цените? Високи се многу. Тешко на сиромаштијата што не може да купат. Тоа е. Дали со овој бојкот ќе се намалат цените? Ни ќе се намалат нити ништо. Кај одиме се зголемени цени, да секој ден нови цени. Наискрено да ви кажам, не сум информиран околу тоа. Јас мислам, имаше нешто во медиумите. Кажа ја, во секој случај треба да се подржи. Треба да се подржи. Навистина цените се превисоки за нашиот стандард. Дали ќе има ефект од бојкотот? Па, наискрено да ви кажам, би требало да има некои знаци, барем ако ништо повеќе да се свестат овие малку, да се трзнат што се вика зборува. А не верувам, за некој поголем ефект не ми се верува. Не, нема да пазарам утре. Ќе си седам дома, денес ќе си на пазарам, тоа е тоа. Па ќе видиме за понатаму како ќе се одвиваат работите, така? Дали сметате дека со овој бојкот малку ќе се освестат трговците? Па би требало. Се надеваме. Ќе се намалат цените? Би требало, не знам. Дали овие цени сега можат да ги истрпат македонците? Не. Во овој случај никако. Не. Да одмориме малце, да видиме како ќе се одвива работите. Се надеваме дека ќе влие и на трговците. Не пазарам. Зошто? Зошто на се претераја. Има ли ефект мерка? Не верувам. Не верувам дека ќе има ефект, ама... Ама сепак ќе го поддржите бојкот? Да, тоа е. Тоа беше анкетата што ја направивме во текот на вчерашниот ден. Ги слушнавме одговорите на граѓаните, речиси сите одговорија дека ќе го поддржат бојкотот. Ние во текот на вчерашниот ден се обидовме да земеме стафи од неколку поголеми маркети, меѓутоа тие не сакаа да дадат изјава пред камера. Од некои од нив велат дека веќе подготвуваат листа која што од понеделник листа на намалени цени која што веќе од понеделник ќе има на нивните рафтови. Некои од маркетите велат дека и моментално имаат некои замрзнати цени со подолг временски, со одреден датум во периодот во кој што ќе бидат замрзнати цените. Па се надева, граѓаните се надеваат дека ова мерка можеби ќе вроди со плод. Бојкотот го има речиси во целиот регион, почнувајќи од Хрватска, Србија, Босна, Словенија. И ова е еден алам кој што граѓаните сакаат да го испратат и една порака до сите оние кои што се одговорни за оваа економска ситуација.
Инаку статистичките податоци покажуваат дека трошоците за живот во 2024 во однос на 2023 се пораснати за 3,5%, а цените на мало се пораснати за 3,8%. Од друга страна, трговците велат дека и набавната цена на производите кои што тие ја добиваат е во постојан пораст и тоа и ги принудува и самите маркети да ги подигнат цените. Утрово ние од првото до второто линковско вклучување со нашиот камераман направивме една обиколка по битолските маркети и овде каде што сме стационирани по веќе еден час има два поголеми супермаркети. За од сето ова време додека стоиме тука и чекаме второ линковско вклучување, можам да кажам дека не забележавме ниту еден граѓанин да влезе во овие два супермаркети. Се надеваме дека ова ќе останеме и денес на терен и ќе видиме какви ќе бидат ефектите од овој бојкот. Студио. Александра, благодариме. Се враќаме повторно во студиото. Со Горан Ѓорѓевски разговараме од Сојузот на стопански комори. Може ли да се искористи израелскиот модел 2014 година, кој го копира италијанците и се покажа како успешен? Значи, транспарентно презентирање на цените со што се добива јасна слика и представа во маркетите и во регионот. Па да, еве ова, нели прв пат го слушам сега, добра идеја според нас, тоа е една убава идеја за транспарентност, отчетност. Го зборевме тоа за потрошувачката кошничка. Да се треба види, да биде транспарентно. Да се види презентирана точно во што се состои, меѓутоа нели знаете сега за оваа потрошувачка кошница која што е во моментов е презентирана од синдикатите дека има некои недоследности, така да ќе видиме тоа ќе се експонира. Но што мислите за моделот? Да, транспарентноста и отчетноста според нас, нели, како една нова екипа од Сојуз на стопански комори сметаме дека е секогаш коректна и тоа е исчекор кон поквалитетно живење општо. Да, значи добра идеја. Тој модел се покажа добар во Израел 2014 година, уште пред 11 години, а потоа го презема италијанците. Така што економските аналитичари сега и во Хрватска анализираат и велат дека единствено така и на тој начин на граѓаните ќе им се даде јасна слика за тоа што се случува. Дали е тоа моментот граѓанинот да добие јасна слика за тоа што се вели влезна цена и цена по која се продава производот? Апсолутно. Тоа е практично подкрепа на законот за нефер трговски практики. Тој закон овозможува транспарентност. Зошто? Државата како регулатор може целосно да влезе, значи тоа е една симбиоза постои тоа. Мислам, со самото тоа ќе види државата колку таа профитабилност како се движи, бидејќи е регулатор. Може би она не може да ги одреди профитите и профитабилноста, но како регулатор може да влијае на останатите работи кои што ќе придонесат за креативен период и за конечно пристоен профит и за пристојна цена кон крајниот потрошувач. Да биде се во согласност со стандардите во кои што живееме. Ајде да видиме во Скопје. Во Скопје како е? Колешката Симона Илиевска, чинам дека е пред некој од пазарите. Да, Симона е пред зелен пазар. Каква е состојбата утринава? Дали се бојкотира и зелениот пазар? Добро утро, Јована, повтор пат. Овој пат од Зелен пазар се вклучуваме за да погледнеме каква е атмосферата и сликата и кај пазарите, не само маркетите, со оглед на тоа што денеска започнува бојкотот на сите маркети низ Македонија. Претпоставувам дека и во текот на денот пред маркетите ќе имаме една поинаква слика од секој останат ден, затоа што би требало да нема метеж со оглед на сите спроведени анкети кои што ги имавме во минатиот период и граѓаните едноставно се согласуваат на вакво нешто со цел да се намалат цените и да покажеме како граѓани дека навистина со одреден дел од производите кои што ги имаат високи цени дека не се реални. Ние се вклучуваме од пазар заради тоа што веројатно ако нема метеж во маркетите сакавме да провериме како е на пазарите, со оглед на тоа што во утринските часови речиси секогаш и да има раздвиженост. Ние сме тука некој половина час од прилика и би рекла дека навистина многу помалку раздвижено од што сме имале прилика да доаѓаме во друг период од годината каде што има повеќе граѓани кои што пазарат рано наутро. Во моментов
сите кои што имаат своји тезги им се подготвени и спремни се за да ги пречекаат и првите муштери. Секако дека видовме и дел граѓани кои што доаѓаат и го завршуваат првото утринско пазарање од пазар, но би рекла дека е тоа навистина со многу помал интензитет. Не успеавме да разговараме со трговците кои што се тука за да ги прашаме што тие очекуваат за во текот на денешниот ден да се случува, дали сметаат дека сите оние кои што нема да влезат и да пазарат во маркет ќе се префрлат токму на нивните тезги. Но ете, тоа е мојот барем впечаток на екипата на Македонија наутро што сме тука. Можеби тоа се должи и на малку постуденото облачно време, но сепак за пазарите знаеме дека е карактеристично да има најмногу метеж токму во овој период од утрото, некаде од 8 часот, некогаш и порано, па натака до кај 10 часот, 11 предпладне. Ваква е сликата од терен, она што е важно и да се напомене и да се потсети дека сето ова со бојкот на маркети го започна токму хрватите, кои што веќе кај нив постигнате и одреден успех. Поточно трговскиот синџир Конзум во Хрватска веќе намали цени на одредени производи. Освен тоа, минатата недела кога одбра само еден ден да се бојкотираат сите маркети како што е денеска кај нас, тоа имаше навистина голем успех постигнат кај нив со оглед на тоа што маркетите загубија многу, иако сепак претходниот или денот после бојкотот се пазари. Токму затоа има идеја која што ќе ја спроведуваат од денеска, па во наредните 7 дена бојкотираат хрватите одреден ланец маркети и нема да пазарат токму само во тој ланец, додека во останатите маркети нема да има бојкот, со цел да се заплашат, како што викаат и тие останатите, дека наредните 7 дена можеби токму нивниот синџир на маркети ќе биде под бојкот и да намалат цени навреме. Спомнав, кај нив веќе се бележи успех во однос на цените. Државата исто така најавува и дополнително намалување на маржите на одредени производи, а во однос на трговскиот синџир Конзум намалени се цените на некои млечни и пекарски производи, замрзната храна, сувомеснати производи, конзервирани производи, пијалоци и средства за лична нега и хигиена во домот. Продолжуваме да видиме денеска во текот на денот каква ќе биде сликата на терен низ Скопје и низ Македонија. За маркетите е се уште рано, па нашите екипи кои што ќе бидат и во текот на целиот ден дежурни ќе ја пренесуваат сликата и ќе видиме како ќе се одвива денешниот бојкот тука кај нас. Благодарам, Симона. Следиме денеска што се случува и да го заокружиме разговорот со Горан Ѓорѓиевски, потпредседателот на Сојуз на стопански комори. Благодариме, Симона, за последното јавување на оваа тема, а ние ќе го заокружиме разговорот со следното прашање: има ли Македонија критична маса и свесно граѓанско општество? Тоа е можеби клучот за сето ова што ни се случува. Колку реално и рационално размислуваме и колку сме запознати со реалните состојби? Па видете, сметам дека во една димензија имаме, меѓутоа во една димензија, да речеме, и немаме, бидејќи сите работи што се случуваат, еве посебно во економијата, па и во земјоделието, потребно е да се гледаат низ призма на систематски период, на рационално расудување, логично да се приде на сето тоа, нели, во една дискусија, во еден разговор да се решаваат проблемите за да се изнајде конкретно на крај на денот решение кое што ќе биде одржливо. Така да, за овие прашања кои што ги поттикнавме сега, ние сметаме дека од Сојуз на стопански комори дека потребно е, нели, да има дискусија и треба рационално и разумно да се приде кон сите работи за да се воочат вистинските проблеми, да се адресираат на вистинско место и конечно системски да се решат работите, и да се најде вистинското решение. Да, и да не биде тоа, нели, нешто што е ден за ден, да не се прави штета, да не се стигматизираат дадени компании. Значи, во дадена ситуација се стигматизира, значи се става на пиедестал на срамот, а при тоа нема конкретни докази. Ме разбирате? Потребно е да има доказ, да тој доказ е издржан. Значи, судите и пресудувате, стигматизирате, а немате аргументи кои што се докажани и искажани. Како очекувате дека ќе помине денот? Па, веројатно, односно сигурно дека ќе има бојкот, во која димензија не сум сигурен, меѓутоа тоа ќе биде денес, дали тоа ќе го реши проблемот, нели, наредните денови, бидејќи секој од нас треба да испазари, да купи дадени прехранбени производи и производи од друг тип. Така да
Не сум сигурен, повторно ќе кажам она што го кажав на почетокот, дека ова финално ќе го реши проблемот. Во секој случај, крајно треба да се размислува за системско, рационално и разумно решение. Горан Георгиевски, благодариме за учеството во утро во Македонија. Утро се гледаме повторно. Нека е повесела тема следната, за развој и за напредок. Така. Јас сум градител по карактер, секогаш сакам нешто да изградам, не ќе да рушам, така да од секој аспект во животот, така да благодарам на поканата.